Добар ден и од мене. Многу ми е искрено да кажем чест да можам после поминатиот одмор да дојдам и да послужам црква повторно, да следува нешто што ќе кажем јас така читајќи, додека ние бевме на одмор го примив од Господ како едно голямо охрабрување за мене. И темата за која што денес сакаме да зборуваме е од делот од прва глава од Евангелието по Јован, кога Натанаел се наоѓа пред својата изјава дека Исус Христос е неговиот Господ. И токму заради тоа темата на денешната проповед ја нареков Те видов. И ова Те видов, додека го читав овој текст, беше за мене, како да кажем, еден момент кога сватив дека Господ никогаш не го трга погледот од мене, а верувам дека никој од нас кој му веруваме. И кога ќе подразмислам што е тоа што нас не држи во сигурност дека работите што ги бараме од нашиот Господ на вистина се случуваат, мислам дека е баш токму тоа, дека Бог непрекинато гледа на нас, никогаш не се откажува од нас и едноставно Бог сака секојдневно да ни каже дека не гледа. Ќе читаме од Евангелие по Јован, како што кажав, во првата глава од 43 стих до 51. Ова е местото каде што Натанаел доаѓа до моментот кога Филип го повикува да го каже радосна вест, нешто што е многу важно за него. И фала на Господ, Натанаел е најпари нима минимални сомнежи, но потоа дава една силна изјава за која ќе продискутираме сега. И после тоа Исус му кажува нешто што е на вистина многу голем благослов за самиот Натанаел. Е сега, во 43 стих вели вака: на другиот ден Исус посака да отиде во Галилеја и го најде Филипа и му рече: дојди по мене. Треба да внимаваме и на овие зборови кои му ги вели на Филип цела работа. Дојди му вели по мене. Многу пати ни се случува на нас да Бог ни вели дојди, направи нешто. Едноставно направи она што јас го сакам, а ние не секогаш одговараме на тоа. И во 44 стих вели: Филип беше во Вицаида од Петровиот и во Андреевиот град. Филип вика го сретна Натанаел и му рече: видите што му каже, колку Филип директно настапува и колку искрено му кажува на својот пријател. Вика го најдов на оној за кого пишува Мојсе во законот и пророците. Исуса вика синот Јосифов од Назарет. Нема тука ништо што да речам Филип го каже, а го изврте по човечки. Ја даде изјава на апсолутна вистина во моментот тоа што беше Исус. И на вистина сите го познава како синот на Јосиф од Назарет. На почетокот учениците така. Ние некогаш доаѓаме до степен да го познаваме Исус само како обичен човек, а да доаѓаме до сомнеж да мислиме дека има некои работи што, бидејќи во моментот ние ги бараме да не се случуваат, ние како обични луѓе, дури како ќе речем Јован Крстителот, кој беше повикан од Господ, се посомнува и рече тој ли оној кој треба да чека. Нас не се случува тоа, и затоа можеби и на Натанаел му се случи. Вика, може ли, вика, да излезе нешто добро од Назарет? Покажа минимален сомнеж за кој он на вистина и го мислеше тоа. И некогаш ние си велиме бараме од Господи, Господи направи нешто за нас. Ама доаѓаме во период
бидејќи не се случува во времето наше, туку во Божјо време, застанеме да речеме, може ли навистина да дојде тоа во мојот живот? Дали може би Господ може да дојде исцелението за мене или не? Дали може би навистина може да се случи тоа што го барам да ми се тој благослов да дојде Господ или ето така доаѓа од нигде никаде или по некоја друга иницијатива? Ми се случува и мене ми се случува многу пати. Ќе бидам искрен и затоа кога дојдов на овој пасус, дојдов до еден пресврт каде што ми се случува, ние сме луѓе и јас да се пособам да речем, особено кога настапува некој искушение, кога Јован знае да биде, да речем, поагресивен, да не може да го смири и свикам, Господи, зошто е овака, не сакам вака да биде. Зарем ќе дојде тоа чудо да го видам и после тоа, кога го читав овој пасус, доаѓам до тој стих кога Господ ја кажува големата изјава која го охрабри Натанаел да исповеда вера во Христос, да поверува. И вика Исус го забележа Натанаел како му се приближува и му рече: еве во вистинскиот израелец вели во кого нема никакво лукавство. Што направи овде Исус? Најпрво го уважи тоа што беше највредно во Натанаел. Апсолутно го уважи се она што Натанаел го поседуваше да подари Господ. Човек кој нема никакво лукавство. И Господ секогаш, кога тоа ќе ви биде еден показател како да го препознавате Божјиот глас, бидејќи ѓаволот нема да дојде да ве пофали и да ве охрабри во вашето срце, туку ќе дојде и директно ќе ви зборува од типот дека па и не е тоа толку многу вредно за Господ што го правиме, но Господ е таков што тој ја вреднува и најмалата микро работа што ние ќе ја направиме. Едноставно, това еден збор да кажеме за Господ, на Господ може да му биде навистина голем благослов. Мислам, големо нешто што ќе покаже дека ние не веруваме. И сега, кога гледаме во ова, во следниот стих вика, Натанаел пак се запрашува, од каде ме познаваш, вели. Го праша Натанаел, уште пред да го вика, уште пред да те повика, вика Филип, но одговори Исус, те видов под смоквата. И тука беше едното нешто што Натанаел го натера да длабоко размислува како е можно овој човек или овој Исус кој стои пред него да знае што правило под смоквата, што барал под смоквата, што се молел или што се случувало. И кога му вели те видов, тоа беше моментот кога свати он дека во Исус има нешто што другите не го поседуваат, а нешто што него му направи да биде човек кој навистина ќе му поверува на Христос. Бидејќи Исус го увери дека уште пред да дојде, Исус веќе знаел за него, знаел што се случувало со него и затоа после тоа Натанаел излегува со оваа изјава која следи и вели: Раби, ти си, вика, Божји син, ти си Израелев цар. Тоа е нешто што, да речам, буквална смисла Натанаел го почувствува и го види во Исус. Дека тој знае се за него. И сега, кој е местото на нашата смоква? Каде ние пристапуваме кон Господ? Во она што никој друг не го знае. Каде е местото каде што ние одиме со една и единствена причина, бидејќи сакаме да добиеме нешто од нашиот Господ? Каде е местото каде што ние веруваме дека тоа што ќе го побараме, навистина ќе се случи? И кога Исус ни вели те видов, за нас, исто колку и за Натанаел, важи и денес. Бог апсолутно гледа се што правиме. Е сега, кога велите видов, тоа не е нешто само што Исус го виде надворешно во Натанаел. Бидејќи Исус имаше апсолутно, беше човек и Бог во исто време и знаеше што мислат луѓето. Многу пати во Евангелието ќе сретнеме моменти кога Исус вели, бидејќи ги знаеше нивните срца, рече вака и вака. Тоа ни укажува дека нашиот Бог е таму каде што ние веќе треба да отидеме.
онаму каде што ние правиме нешто, тој веќе бил таму. Бог ја знае днината. Ѓаволот ја знае сегашноста и врз основа на тоа не искушува. Но Бог секогаш ни дава излез, бидејќи Он ја знае днината. Знае кај ќе заврши Бојан, знае кај ќе завршиш ти, знае кај ќе заврши Роберт, било кој братале, знае каков е нашиот крај. И токму заради тоа Божјата воља се случува во време кога Бог предодреди. Многу пати ние сакаме Боже, подпиши ми се овде. Сакам вака да биде. И Бог е оној кој преценува дали е тоа вредно, дали можеме да го носиме, дали треба да го поминеме, за да не изгради го нешто, да не охрабри го нешто. Не секогаш работите што ги поминуваме се заради тоа што Бог сака, туку некојаш ние самите правиме. Во Јаков вели, Бог не искушува, вика, ви искушуваат вашите похоти, вашите помисли, вашите работи што сакате да ги правите. И сега, некогаш има искушение во нашиот живот затоа што ние отвараме врата. И сега, кога одиме понатаму во овој текст, видите што му вели Исус во 50 стих. Исус одговори му рече: веруваш ли, вика, зашто ти реков дека те видов под смоквата? Или вика, ќе видиш и повеќе од тоа. Знаете, ќе видиш, вели, повеќе од тоа. Тоа за Натанеел беше минималната примерна работа што Исус ја направи за тој да рече: да, ти си Синот Божи. Ама видите какво ветување имаме и ние денес, дека доколку искрено го следиме и бараме од нашиот Господ се што ни треба, тој вели јасно денес: ќе видите и многу повеќе од тоа што го очекувате. Словото вели дека ние на око не го видело тоа што Бог го спрема за нас. Јас понекогаш ми се случува, фала на Господ, во овие последни 5-6 месеци Јован напредува толку силно. Пред некој ден седам така дома и Јован си играше во дневна. Ја не очекувано, беше многу за мене тоа, доаѓа и вика: тато, станеш, вика, шеташ, сакаш? Почнува да прави реченици кои за нас се неочекувани. И затоа јас верувам дека ќе гледаме многу повеќе од тоа. И кога го прочитав ова, ми беше едно охрабрување дека ќе видиме многу поише добри работи во нашиот живот. Словото вели: се содействува за добро на оние кои му веруваат. И затоа сакам да ве охрабрам. Немојте никогаш да се сомневате во она што Бог ни го вети во Библијата. Можеби нема да биде во времето кога ние сакаме да се случи, но нашиот Бог никогаш не задоцнува. Он го има точно добриот тајминг. Он го познава времето кога ние можеме да го носиме товарот, го познава времето кога ние можеме и сме спремни да ја пречекаме радоста што тој ни ја дава, знае кога највише ни треба и знае кога ќе го направи тоа за да биде, како што вели проповедник 10 стих, кој ја многу го сакам, вика тој прави се да биде прекрасно во свое време. Во моментот кога нас ни треба највише охрабрување, Бог ќе охрабри. Кога нас ни треба исцеление, Бог ќе ни исцели. Кога нас ни треба поучување, Бог ќе не поучи. Кога ни треба покарување, Бог ќе ни искара. Знаете како многу голем силен репер за мене е Откровение, книгата кога Исус ги пишува, им се обраќа на црквите. Вика: знам, вика, си правил добро, си правил вака, први доаѓа и не охрабрил. Си правил ова за мене, си правил тоа, но имам едно нешто што сакам да го смениш. Има и такви моменти. Но нашиот Бог е верен Бог. Не е Бог кој ќе рече, како што ние никогаш велиме, кажем, немој да му велиш на братот свој, дојди утре ќе ти помогне. Не. Бог знае. Петар пропадна во водата и Бог не почека Петар да плива 10 на 15 минути да се мачи, па после да му подаде рака. Во правиот момент кога Петар потона во водата, Исус му подаде рака. И Исус гледа. И затоа оваа тема и овој толку краток стих те видов може да ми покаже нешто. Дека Бог ги гледа нашите работи. Сега,
сакам и малку да разгледаме што уствари и се случуваше под смоквата. Сега сите ние ќе можеме да претпоставиме што прават Натанел таму. Можеби ќе кажам, Библијата сум сигурен дека мудро молчи тука, сака малку да не стави во размислување. Што размислува Натанел? Не ни објаснува Натанел правеше ова и ова, се молеше или вака така, за ние да се размислиме, кога ќе дојдеме на местото под смоквата, што правиме? Дали на местото под смоквата ја броиме нашата плата? Дали планираме кај ќе одиме, што ќе правиме, и дали може да се молиме, дали може да плачеме пред Господ за нешто, може би бараме исцеление во тој период, дали може би има нешто што е, да речам, ги викаме и нашите пријатели на тоа место. Јас верувам дека многу од нас, местото што можеме за нас да го речеме местото на смоквата, каде ние одиме на скришно место, каде што ние одиме пред Господ и ги ставаме сите работи кои им се многу тешки. Но јас верувам дека денеска ќе почнеме да размислуваме и дека треба кога ќе отидеме под смоквата и да му кажеме на Господ: фала ти за тоа што сме сега. Фала ти за тоа што сме живи и здрави. Фала ти за тоа што го имаме, што не сме гладни, што не сме боси, што имаме навистина многу повеќе примери во светот да видиме каде што некој е во многу полоша ситуација од нас. Тоа треба да ни биде една точка да кажеме дека фала ти Боже, не ми врне денес. Топло ми е или имам дури клима да се овладам. Јас кога бев во Африка во февруар, таму луѓето живеат на припејд струја. Да се мислите, ако имаш 100 денари кредит на картичката, ја ставаш картичката, ти тече струја за 100 денари и автоматски ти се гаси. Замислете во тоа. Или мораш денес да идеш да направиш нешто за да купиш нешто. А ние живееме во апсолутен луксус, ќе кажем, и затоа треба да му бидеме многу благодарни на Господ. И сега, сакам да знаете дека на моментот кога ќе отидеме во молитва и ќе побараме нешто од нашиот Господ, таму под смоквата, каде што никој не гледа, сакам да знаете дека Исус ги гледа тие работи. Нашиот Бог е таков Бог што, ќе кажам, е сочувствителен Бог во буквална смисла. Дури кога те боли прстот, Исус знае за тоа. И затоа верувам дека ниедна молитва кажана во Негово име не е забравена. Верувам дека секоја молитва што ние молиме има свое време кога ќе се исполни и време кога може би Бог ќе ми каже: слушај, да, ти го побара ова молитва, јас мислам дека и не е баш добро за тебе, затоа ќе ти дадам нешто друго, што е многу повредно. Тоа се случува некогаш. И сега, може би Натанел плаче, може би верувал под смоквата дека никогаш никој не ги видел неговите солзи, може би мислел дека светот е така место каде што ништо нема вредност или па се случува толку многу работи, може би ја бара праведноста за светот кога бил таму под смоквата, но Исус јасно му покаже и му рече: те видов и знаев за себе што ти каже таму. Пример, ако гледаме во 56 псалм 8 стих, вели: ти ги собра моите солзи во својата мешина. Ова Давид го изјавува. И знаете, секоја солза што ние ќе ја полееме пред Господ, апсолутно не падна на сува почва. Нашето Царство Божјо е место каде што секоја солза кога ќе падне, таа полева некој благослов што доаѓа за нас. Бог знае во кое време ќе ни го даде тоа, но и знае зошто сме плачели пред Него. Јас сум човек што плаче и верувам дека
тоа е заради тоа што Бог така го формирал моето срце. Но верувам дека тоа што сум го правил во животот нема да биде заради тоа што сум го направил јас и нема да биде дело за кое со јас сум го направил за Бог да ми даде нешто. Туку тоа ќе биде дело, показател дека јас сум верувам на мојот Господ и верувам дека и вие ќе го правите истото. Јас ќе бидам многу искрен. Во последен период, кога и да повикав кон Господ, тој никогаш не ме остави. И затоа сакам да ви кажам, кога ќе отидете на тоа место за смока, каде што е вашата смоква, Исус ги гледа тие работи, никогаш нашиот Господ нема да ме остави на пола пат. Јас, кога тргнавме, 3 дни ми работат како што треба на едната кола, на мојата кола медната знае да прави проблеми. И кога тргнав, ѓаволот ми ставаше такви сумнежи, пак ќе ти се расипе колата кон минатата година, ќе видиш, не знам кај си тргнал. Јас кога тргнав сабањето, јасно му кажав на ѓаволот, мојот Господ е со мене, ќе одам и ќе се вратам како што треба. И мојот Бог стварно беше со нас. Во ниједна ситуација не остави, отидовме, се вративме, се поминавме толку, што ќе речам, ја земавме и мајка ми за прв пат. Поминавме еден одмор каде што навистина онака не беше секако што треба, во буквално смисло очекувањата за одморот и сите работи. И кога се вративме, кога влеговме, ќе речем, кога поминавме македонска граница, знаете, кога се дојдете на своја територија, е лесно малку. Но сепак, веле Боже, ти не водеше до тука, ќе не водиш и понатаму. Затоа сакам да го охрабрам. Немојте да мислите дека некогаш сте застанале под смоквата и Бог ќе рече, ова не е вредно за моето дете или за мојот син или за мојата ќерка. Бог никогаш нема да ја заборави најкратката молитва што ние ќе ја кажеме. Сега, може би и Натаниел под смоквата чекал одговор, како што ние многу пати чекаме одговор. Ние бараме денес, сакаме утре да се случи. Бараме сега, сакаме сега. Но не треба да забораваме дека за се има свое време под небото. Тоа е нешто апсолутно. Може би вие денеска чекате некаква работа, може би, не знам, некој чека дете цел свој живот, некој чека исцеление, некој пак ќе може би скарна со некој. И чека да се смири, ама не знае како. Не треба да ги оставаме овие работи. Треба да одиме, Словото вели, ако е до тебе, бидете во мир со сите. Ако чекаме исцеление, не треба да велиме, некогаш Бог дал лекари. Некогаш Бог ќе ни рече, оди и направи го тоа. Секоја мудрост која дошла на оваа земја доаѓа заради тоа што Бог го дозволи тоа. Словото вели, ниту едно врапче од небото не паѓа без негова дозвола. Замислете. Вие нема да сте на лекар ако Бог не го дозволи тоа. И Бог секогаш ќе дозволи работи добри за нас да ни се случи добра работа. Некогаш ќе поминеме период, ќе биде суша, ќе биде толку тешко. Јас така си разговаравме вчера, кога седевме со брат Роберт, некогаш е многу долга таа пустина. Некогаш водите што се случува, апсолутно нас ни изгледа толку долги што ние не можеме ни да се справиме со тоа. Но во тој момент јас сум уверен дека кога ќе отидеме кај нашиот Господ и ќе кажеме, Господи, многу е суво. Една капка вода бараме, Господ ќе ја даде. И кога ќе застанеме сите заедно во молитва, Бог ќе не охрабри. После секоја суша доаѓа дожд. Илија побара и рече да биде суша и Господ го исполни. Тоа беше за царот да биде пресведочен за многу работи. Но Бог, кога Илија рече, Господи, сега те молам да заврне за да ја покаже својата сила, тоа и се случи. Бог ја покаже својата сила и ќе врне во нашиот живот. Нема да биде суша цел живот. Моментот кога ние ќе стапиме
на сцена оној пат кога Бог ќе рече. И сега е време, Бојан, да излезеш и да посведочиш за таа работа, дека беше суша, ама дека сега си стоиш пред оазата. Нашиот Бог е Бог кој секогаш ќе биде тука за нас. Тој ни кажа во 28 глава Матеј: и ете, вели, ќе бидам во сите дни до крајот на светот со вас. Тоа не е некоја реченица што Исус онака ја кажа како поздрав, ај се гледаме, ќе бидам со вас. Тоа е ветување каде што нашиот Бог не верува дека е секој ден со нас. Е сега, кога Натанел рече може ли да излезе нешто добро, имаше сомнеш. Но потоа Бог му покажа дека може да излезе нешто добро. Кога ние велиме може ли да се случи ова, Бог многу пати ни покажал дека може. Нели е така? Се согласуваме со тоа? Многу пати Бог ни покажа. И сега, може би секој ден нас се бори со сомнеш. И тоа е апсолутно оправдано. Ние сме луѓе. Не можеме да бидеме совршени, совршен е само нашиот Господ. И може би ќе не направи совршени кога ќе дојде времето, кога ќе отидеме во неговиот дом. Таму ќе бидеме апсолутно обновени. И сега, ние како луѓе кои имаме сомнежи, треба да знаеме дека таа одлика треба да ја тргаме на нашиот живот. Да, ќе ги има, но во истиот момент треба да се сетиме дека да, Боже, иако јас мислам дека може би нема да се случи, тоа што ти го мислиш е нешто друго. Бог вели, моите мисли се над вашите мисли. Кога вели над, тоа значи дека има многу повеќе сила од мислите наши што ние ги прокламираме или ги правиме во некој период од нашиот живот. Е сега, ние имаме периоди кога ние си викаме, Бог го нема, едноставно ме заборави. Не се случило и тоа. Мене ми се случило, искрено, ќе ви кажам и си веламе, Господи, нели ти ми вети? Ама многу пати ми се... Јас, пример, имам период кога долго време го прашував Господ, абе Господи, зошто ја тебе не те познав порано? Ке ми беше поубаво. Зошто на 36 години требаше да те запознам? Господ јасно ми рече, немаше вели да ме сакаш вака како сега. И кога јас го прашав, а зошто сега поише те сакам, сватив дека ние во животот мора да поминеме одреден дел каде што ќе речеме едноставно ни е тежок период за Бог да не изгради, да не утврди, да не научи дека без Него не можеме и дека од Него треба се да очекуваме. Ме разбирате? И затоа се тие периоди кога ние мислиме дека сме забравени. Не сме забравени. Бог не зема, не ваја, не прави да бидеме апсолутно луѓе кои ќе наликуваат на Него. И затоа, знаете, еве јас, сите знаете дека ќе ја почнам таа служба да правиме обука луѓе да учат за најде. Не е целата поента само да го земеме човекот и да му кажеме еве треба ова да го научиш. Треба да се трудиме да бидеме со него, да му помагаме кога му е тешко, да го изгради својот карактер, да го запознае Христос, да стане комплетен. Еден пастор, фала на Господ, ми даде толку ми даде на толку добра поента на која треба да размислам, вика ти треба како човек кој ќе сака да им помогне на младите луѓе да се грижиш, вика во комплетна смисла за нив, во дух, душа и тело да се изградат. И сега, ако го правиме тоа исто и на нашиот Господ го сака тоа од нас. Тој не создал, ние сме создадени и имаме и дух, и душа, и тело. Тој не се грижи само за душата или само за духот или само за телото. Не. Тој се грижи апсолутно за се. Вели и влатната на твојата глава ти се избројани. Замислете се, тој имал време и тоа да го направи. Па дури и за нашите влатна се грижи Господ, луѓе. Сакам ова да знаете дека стварно Бог гледа на нас секојдневно. Е сега, може би сме разочарани, не е така секогаш, но кога Исус вели те видов, тоа е нешто што е апсолутна вистина дека Бог ги гледа сите работи. И сега, има луѓе кои се разочарани, ќе речам, во светот од религиозни дешавки што ги виделе, од некои свештеници или од владата, или од околностите, или од комшиите, или од многу икс околности што ни се случуваат во животот. И сега,
Има ми луѓе кои пример доаѓаат во недела на служба или одат некако на било каков собир, се толку многу насмеани и ги прашаш како сум супер, ја супер сум. Оствари он секој ден плаче пред Господ. Иако сме ние од тие кои мене ми си има случај, ако сум разочаран, кажа сум добре, фала на Господ, добре. Оствари не. Многу повредно е да кажеме, брат, па еве, поминуваме таков и таков период, молете се за нас. Тоа е нешто многу поинтересно. И тогаш ќе знаеме и ќе бидеме искрени да веруваме дека сме кажали дека Бог го видел тоа. Зашто? Затоа што сме го исповедале тоа. И ако Бог го гледа, добро и нашите браќи и сестри да го знаат тоа, затоа што ние сме едно семејство. Нели, ако ние сме семејство од 4 членови, нашето дете кашла, онај малото или поголемото или не знам ја, сите се грижат околу него и да ти направам чај, да ти донесам ова, да направам вака, така, ајде добре, чекај да ти измерам температура. Такви треба да бидеме, такво семејство треба да станеме. И сега, има и периоди кога се радувам. И не е вредно, па барем само еден да се радува. Треба сите да се радува. Мене оној момент со паричката, кога е као еве сега ќе кршиме лепче, а кој ќе му падне, он ќе биде најсреќен, го видам, зашто само еден да биде. Нели е сасвим нормално. Ние сме луѓе кои му веруваме на Господ и апсолутно ни треба среќа за сите. Е сега, сакам да ви кажам дека и смоквата не е место каде што секогаш ќе ја ставаме нашата болка се. Ви кажа претходно, треба да биде и место каде што ќе го прославуваме нашиот Господ, па и ќе се радуваме, па и ќе го славиме и сами ќе му испееме една песна на Господ. И ќе му речеме, Боже, фала ти беше со нас. Бог сака да му кажеме дека сме благодарни, сака да го види нашето благодарно срце. Затоа што навистина, кога ќе размислиме, он ни вели ќе ви дадам благодат врз благодат, ние треба да викаме слава врз слава. Ако еднаш треба двојно да го прославуваме нашиот Господ. Е сега, сакам да размислиме и какви очекувања има од Натанаел. И какви се нашите очекувања. Што мислите? Што е оно што ние највише го очекуваме пред Бог, кога ќе дојдеме на местото? Пример, ако гледаме од страната на Натанаел, веројатно он први највеќе го чекал Месијата, зашто тој бил таков период, кога сите зборувале за тоа, нели, кога и да се одело во синагогите се зборувало за пророштвата кои ги кажувале сите пророци од Стариот Завет и тоа било топ тема, го чекаме Месијата, оној кој ќе биде нашиот спасител. Може видите, сега он имал и своји претпоставки како ќе дое Месијата. Има луѓе што, да речем, не го познават Господ и мислат дека Месијата доаѓа као некој цар, некој, не знам, со коњи, не знам што уште како. Какви се нашите очекувања кога доаѓаме пред смоквата, што очекуваме? Може би Натанаел го гледал како некој силен воин кој ќе дојде, ќе ги скине главите на сите неправедни. Некогаш и јас многу пати викам, треба да внимаваме да не седнуваме на судската столица. Многу пати мене ми се случило, Боже, ако сакаш ти трми се малку, ја да усредам мој братов да го извајам, да му кажам како треба, па после. И кога ги кажам тоа, викам, Господи, прости ми, сакам да го променам тоа и уште понекогаш се борам, затоа што верувам дека и болката што некогаш ние меѓу себе си ја нанесуваме е првата причина да можеме и да седнуваме на таа судска столица и верувам дека Бог ќе направи да престанеме да го правиме тоа. Или, ете, едноставно, треба и ние некогаш да повлечеме и да речеме веќе нема да го правим. Тоа е најголемата одлука што некогаш ќе носиме. И сега, како ние да замислуваме местото на нашата смоква? Дали е, ќе речем, место каде што одиме само за придобивки или одиме и некогаш да бидеме таму, ама ајде да речеме дека денеска само дојдовме да му дадеме благодарност на Господ. Мене ако ме прашате, ја мислам дека е првото, секогаш одиме најпрви за придобивката. И нормално е, бидејќи ние знаеме дека само нашиот Господ може да го направи тоа, но и треба, како што кажат, да одиме и со благодарност многу пати. Е сега, кога, пример, Бог ни велите видов, Бог апсолутно сака да ни увери денес дека навистина
гледа апсолутно све. И сега, колку значење може да има оваа реченица на нашиот живот? На колку места нас ни е потребно Господ да види? Дали имаме, пример, 3-4 места, Боже, овде погледни, а имам 2-3 места, кај што и не е толку многу битно Господ да погледни, да погледне за да се случат тие работи. Што мислите? Треба ли да имаме така 3 со 2 работи или не? Ја мислам дека апсолутно не треба да имаме така, туку треба да одиме кај нашиот Господ и да му предаваме се. Да немаме една работа која мислиме, Господи, уживајте, јас ќе средам оваа. Затоа што онаму каде што ние мислиме дека може би сме добри, може би ќе потфрлиме. Затоа е најдобро секогаш да велиме, Боже, и за најмалата работа, јас те молам ти да погледнеш тоа за тоа да биде благословен. Тоа да ни биде како едноставно репер, да внимаваме на тоа да не викаме јас со мои сили можам да направам нешто. Многу важна работа, што ние треба да ја практикуваме за да можеме секоја една молба што имаме пред Господа таа да биде благословена. Многу пати, и јас сум сведок, имаме некои луѓе, браќа, што размислуваат дека без благослов може да се завршат некои работи. Јас сега кога правам презентација низ црквите, пасторите ме прашуваат што можеме ние да направиме за вас. Искрено ќе ви кажам, мене најважно ми е од се нивниот благослов и нивната молитва. Другото, Господ ќе се погрижи. На овој или на оној начин, може би и преку нив, ама јас верувам дека Бог ќе се погрижи. А ако има благослов нешто, тогаш тоа е видено од нашиот Господ. Јас верувам дека Бог гледа апсолутно на се. Е сега, сакам да знаете и дека Бог го гледа и вашиот труд за се што правите. Го гледа и вашиот страв. Апсолутно. Ние сме луѓе што ќе се исплашиме во дадена ситуација. Сега некој да ни тропне на тенџера, ние ќе се исплашиме. Ама Бог го гледа тоа. И сега го гледа и падот кога паѓаме. Затоа тоа се случи и со Петар. Кога падна, он барем тргна многу самоуверено, ако со ти Боже дозволи да одам по вода, Бог дозволи. И кога Петар падна, Исус не гледаше на друга страна нешто. Гледаше буквално во него. И одма му подаде рака. Бог го гледа нашиот пат. Нема да мислите дека кога ќе паднеме, ние Бог се вели, ќе стане овој сам. Не. Бог е апсолутно тука за да не подигне. Го гледа и нашето покаяние. Некогаш, кој што ви кажа претходно, ќе кажеме нешто што не треба, ама Бог и гледа, кога ние ќе застанеме искрено, ќе речеме, Боже, прости, не требаше да го направам тоа. И Бог знаеше дека ние ќе го кажеме тоа и знаеше дека после ќе се покајаме. Зашто? Заради силата на Духот Свети, која живее во нас, бидејќи ние сме храм на Светиот Дух и Он делува преку Духот Свети и затоа ни се случува тоа на тој начин. Знаеме пак и кога знае Бог, го гледа тој кога ќе останеме верни во тешка ситуација. Апсолутно знае. Он знае, пример, кога сите други ќе се заминат негде, а ние ќе останеме за нештото да го направиме. Пример, Бог на многу пати во Словото ќе прочитаме да некој изјави или Бог да каже каде сте? Кој ќе оди да го направи тоа? И многумина ќе се заминат, но ако ние останеме, Бог го гледа и тоа. Многу пати, некои други луѓе кога ќе го направат тоа, мислат дека се као ми искористија, вие сите си замина, ја останав го завршив ова и сите си уживаат, ја се мачев. Ама веруете, тука работи моментот благодат врз благодат. Тогаш кога ние ќе останеме сами заради Господ, тогаш Бог апсолутно многу му се допаѓа тоа. Ќе има примерни ситуации кога никој нема да каже Боже, фала ти за ова што се случи, а ние така може би ушетиме, Боже, фала ти што никогаш ти не остави нас. И тоа го гледа Бог. Пример ќе гледа и кога ние треба да му придадеме признание и да го уважиме оно што Духот
Божи го прави во нашиот живот и никој друг нема да го направи и ние ќе го приметиме и ќе го уважиме тоа, Бог го гледа тоа. Ќе има моменти да речеме дека и кога плачеме за своите деца и мислиме дека и другите ќе речат види го моментот како во Исаија да речем 6 глава кога вели каде е вашиот Бог да ви помогне? Или моментот кога Јов се наоѓаше во тешка ситуација, каде е твојот Бог да ти помогне? Бог го гледа тоа. Бог апсолутно знае зошто ние сме плачели, да речем, за нашите деца. И нека кажат, види колку долго му трае ова. Но токму тогаш кога сите ќе помислат дека нашиот Бог не е тука, Бог вели во вашите слабости се пројавува мојата сила. Во тој момент кога сите мислат дека се е завршено, така беше и на крстот. Ѓаволот седеше радосен и мислеше дека готово, сега ќе го распнат, тука завршува све, победата е моја. Тоа се случува нешто што сите беа запрепастени од тоа. Исус беше распнат, умре за моите, за твоите гревови, беше погребан и на третиот ден се случи чудото што никој не го очекуваше. А што Бог веќе знаеше што ќе направи за да ние добиеме спасение. И онаму каде што ние мислиме дека сите велат овој човек готов е, више нема, тука му е крајот, овој му заврши периодот, тогаш Бог ја пројавува својата сила и вели не е баш така како вие што мислите. Во моментот кога сите ќе кажат дека тука е крајот, Бог вели јас го имам последниот збор. На тоа ние треба да се надеваме. Ќе дојдат моменти кога нашите деца ќе бидат ќе речат види го овој за Господ збори, ама види го негово дете у светот заврши. Да, ќе помине можеби како блудниот син одреден период, но кога ќе се врати сите тие исти луѓе што велеле дека тука е крајот, ќе речат види го ова дете стварно почна да живее како што Бог сака. Затоа треба да не се разочаруваме и да знаеме дека иако како што и ние сме поминале некоја Голгота, да се молиме да не биде тоа, Господ дај Боже да никогаш не дозволи да завршат во светот, да бидат секогаш пример за апсолутни верници од почеток до крај. Но и моментот кога ќе се случи тоа, да останеме до Господ, да не видиме Боже зошто ти дозволи моето дете да биде така, туку да му веруваме и да бидеме како оној стотник кој што вели не си достоен да влезеш, не сум достоен да влезеш во мојот дом, но те молам само кажи еден збор, вели, и слугата мој ќе живее. Да останеме такви. Господи, иако ние ти веруваме, можеби сгрешивме некогаш, ама да бидеме на тој стадион. Боже, кажи еден збор и моето дете, иако му имам проблеми, ќе се сменат проблемите. Иако детето мое е сега во ваква ситуација, јас знам дека Бог ќе направи да се сменат. И никогаш нема да остапам од тоа. Дури и на последниот ден од мојот живот, устето ќе го верувам и ќе знам дека Бог во свое време ќе го направи тоа. А може би ќе бидам и како и Севдак, и мислах Севдак и Евденаго. Дури и да не го направи, јас ќе му верувам. Па кога ќе отидам во Царството Божие, таму вели, ќе ги обновам твоите тела, своите тела, вашите тела. И тогаш моето дете ќе биде здраво. А тие што нема да слезат во Царството Божие, пак нема ни да го видат тоа. Ама оние пак кои му веруваат ќе речат Бог стварно направи тоа што го вети. И немалте не секојаш ние не се бориме за овој свет. Тоа сакам да го знаат. Ние се бориме за вечноста, ние живееме побожен живот, го сакаме нашиот Господ затоа што веруваме дека тоа е единствениот пат за ние да стигнеме во вечност. Нашиот вечен живот почнува тука, а треба да заврши во Царството Божие. Затоа не треба да се откажуваме. Може би некоја ќе молите и за својот сопруг. Многу пати, колку пати од нас сме мисле, овој да се покае, но нема шанси тоа. Овој Христос да го... Не, овој човек е апсолутна катастрофа. Нели тоа не се случи? Не заборавите, и ние бевме такви. Имало сигурно некоја таму што гледал Бојан, да почне он да му верува на Господа, да прави вака и вака. Не, тој си брка негови работи, никогаш не ни сум го слушнал да каже. И мене ми се случи, од каде сега ти почна да збориш за Господ? Ја го препознав Христос и се радувам заради тоа. И никогаш нема да се откажам да го правам. Никогаш, апсолутно никогаш.
верувам и се молам Господ да ме остави со оваа мисла секогаш цел мој живот. Затоа што навистина јас нигде не пронајдов таков мир, таква слобода, таков убав живот претходно на ниедно место. Немаше такво нешто. Кога дојде Исус на време во нашето семејство, тогаш се виде се што можеше да се види. Она што за кое ние бевме слепи во нашиот живот, не знаевме да ја вреднуваме радоста, не знаевме да ја вреднуваме почитта еден кон друг, љубовта што Господ ни ја дава, живееме во карање, во агонија, во расправи. Но кога дојде Господ, се случи тотален преокрет. И затоа треба моментот кога веруваме дека некој човек, наш сопруг или пријател или комшија сведеме, не може да се случи, Господ апсолутно гледа врз него. Во Словото пише, вика, волјата на таткото е сите да се спасат. Тоа е волјата. Значи, се до крајот на нашиот живот, до последниот ден, Бог гледа да најде начин да ни покаже, имаш шанса уште да се покажеш, да ме прифатиш. Иако е последната минута од твојот живот. Бог и тоа го прифаќа за покаяние. Ако ние 30 години, меѓу пред 30 сме го направили, истата работа се случи и со оние што на крајот ќе го прифатат. И не треба апсолутно да бидеме ние луѓе кои ќе мислиме дека е невозможно. Сега, исто Бог гледа и кога ние даваме. Нели? Едно бомбонче да му даваш на некој детенце е радост за него. На малите деца да им дадеш 1000 денари и една играчка, они нема да ги земат парите играчка да ги земат. Тама е нивната радост. Треба да бидеме и радостни кога ќе даваме на луѓето. Ја имав период што го поминува пример, возам на семафори и сега мисли да некој дека не е во потреба, така си е нормален, ама си сака да проси, да бара од луѓето. И викам, не му давам. Овој може да работи, однака јас седнам на судската столица, ама никој не знае каква е неговата позадина. И се доведам во ситуација кога ќе имам можност, кога јас сум во можност, кога Бог ќе ми стави на срце, да дадам и на тие што мислам дека може да заработи. Ние гледаме на надворешноста, Бог гледа на срцето, истото и према нас. Како што го гледа тој човек во улица, така не гледа и нас. Пример, летово имаше онека кај цементарија едно девојче кој имаше проблем, на 48 степени, кога и да поминам, таа на најжешкото сонце, гори таа стоеше на семафорот. Секогаш кога ги поминам, секогаш и да. И велев, Господе, снабди за ова девојче стргна тука. Ја во кола под клима се потоа, таа надвор на сонце се. Замислете. Бог гледа кога ќе сакаме да дадеме од срце. Знаете, Бог гледа и кога се бориме со некои искушение. Апсолутно ни помага. Не остава. Бог гледа и кога мислиме дека никој друг не може да не разбере, Бог не разбере. Сега, најубавото од целого што можеме да го видиме на оваа случка е тоа што Исус нема да остане во нашето минато. Во моментот кога му рече на Натанел, те видов, тогаш почна иднината во правилна смисла за Натанел. Зашто? Бидејќи го позна Исус, поверува, исповеда дека Исус е Синот Божи и стана дете Божие како што сме и ние денес. И затоа ова случка што се случува со Натанел е апсолутна вистина и за нас денес, бидејќи од моментот кога се покајавме и го прифативме Христос, од тој момент Бог цело време гледа на нас. Сега, кога му вели ќе видиш и поголеми работи за мене на неговиот момент, првото нешто што Натанел го види е надежда од Евангелието. Нешто што апсолутно го препозна. После тоа види дека Исус доаѓа да види секоја работа во неговиот живот, и тоа му даде уште поголема надежда, и треба и нас да ни биде тоа исто, уште поголема надежда. Доаѓа да не извади од било каква болка, Исус дојде и му рече, те видов, уште таму кога беше, знаев за тебе, и тоа ни кажува дека Бог ќе работи, ќе се сочувствува со сите наши проблеми во нашиот живот. Сега,
сакам да знаете дека можеби денес дојдовме со тежина, со нешто што е навистина можеби да речам апсолутно тешко за нас, што никој на ова место не го знае, никој од нас, меѓу себе, секој си имаме нешто, но јас сакам да ви кажам, Исус Христос знае за секој ваш проблем и гледа на секој ваш проблем. Верувам дека нема да не остави, дека секогаш ќе биде тука со нас, дека секогаш ќе биде оној кој ќе се бори за наше по-добро утро, за наш по-добар живот, да стигнеме до она место каде што тој предоделил, а тоа е неговото царство. Кога велам тој те видел, тој те познава апсолутно, тој знае за се што имаш во себе, те сака, а кога велам те сака, не е само празен збор те сака, Божиот начин на сакање е нешто што ние мислам дека не можеме да го разбереме во целост. Тој кога вели те сакам, тоа го кажува во полнота, во толку голема смисла, затоа што верувате, Бог го даде најмилото за нас. И ако Бог беше тој што одлучи да го даде најмилото за нас, замислете колку многу не сака. Ќе ја гледа нашата иднина, нема да не остави. Затоа сакам да ја охрабрам денес, да почнеме сите да чекориме дека кога гледаме ние во нештото што треба да не се случи, нашиот Господ веќе го гледа и го припрема. Дека тоа ќе заврши со добра завршница. Нема да биде апсолутен пораз за нас. Бог никогаш нема да дозволи, како што и јас нема да дозволам за моето дете, кога сум со него да биде поразено, никогаш. Бог кој е се присутен, нашиот Господ Исус Христос, кој секојдневно се застапува за нас, нема да дозволи ние да бидеме недека поразени, затоа што нашиот Господ е верен Бог. Бил, е и ќе биде Бог кој секогаш ќе се грижи за своите деца. Така да, Христос не само што гледа, тој е секогаш тука, Словото вели, онаму каде што се еден или двајца во моје име, еден вели, или двајца во моје име, или двајца или тројца, колку и да сме, кога и да повикаме на Божјото име, Бог е тука. Нашиот Бог не спие. Нашиот Бог работи за нас. Зашто? Само заради тоа што искрено му веруваме. Бидете благословени и знаете дека нашиот живот се состои да живееме само Божја